малата вештарка. Беше прекрасно пролетно утро во волшебната шума. Животните се занимаваа со нивната вообичаена шумска работа. Еј! Кога? Леле! Што е тоа? Какви се тие невештерски палавштини? Какво е тоа весело кикотење? Се знае како треба да се смее една вештарка, еве вака. Ајде да ја слушнем твојата најзлобна смеја. Ужас, катастрофа. Стој! Ова е добро место за правење злобни работи. Тука ќе се сместиме. Замислете, лошата вештарка се осмелила да се врати во волшебната шума. И не само тоа, туку да донесе и со себе уште една малечка вештарка. Оф, колку ли лоши работи ќе прават во шумата. Оф! Во меѓувреме, на другиот крај од шумата, Биби и Боби си играа со топка. Не можеа ни да предпостават што се случува. Биби! Види како знам да дриблам. Гледај. Добар си, Боби. Браво. Ама имаш и силни противници. Да. Навистина. Што се случило? Леле, Боби, она ужасна лоша вештарка се вратила во шумата. Како не е срам? Биби, па ова е задача за заштитниците на шумата! Одиме! Значи, грње, мрње, цвеќиња во трње. Ајде сега ти. Грње, мрње, цвеќиња, трње. Ау, бљак! Што е ова? Рози, навистина. Одвратни рози. Внимавај сега. Следната магија мора да успее. Тума, умба, румба, пеперка во бумбар. Ајде сега ти. Тумба, умба, румба, пеперуга во бумбар. Ау, гра! Неспособна една. Од тебе никогаш нема да биде вистинска вештарка, никогаш! Одам да спијам, а ти да претвориш неколку животни во нешто гадно. Ме слушаш? Дали ме слушаш? Или ќе те претворам јас тебе? Кутрата мала вештарка. Длабоко во себе таа не сакаше да прави лоши магии. Па таа само сакаше да мириса цвеќиња и да си игра со животните и да има другари. А немаше ниту едно другарче на целиот свет. Кутрата мала вештарка. Вештарскиот живот тежок е. Абракабракаче! Леварка во маче! Та-на-на-на-на-на-на. Хей, другарче си имам, хей. Биби, мене, малечкава вештарка, воопшто не ми изгледа лошо. Па ни мене. Сакаш да се запознаеме со неа? Јипирипи, ајде. Јеј, ајде. Биби и Боби излегоа пред малата вештарка и се представија. Тоа се вчудовиди, но се гледаше дека ја мило што конечно запознава врсници. Здраво, јас сум Биби. А јас сум Боби.
И ние сме заштитници на шумата. Јас сум Филимена. Можете да ме викате Фи. Јас сум вештарка. Ама? Ама не сум лоша. И не сакам да бидам. Само мојата баба тетка, лошата вештарка, Твојата баба-тетка е наша стара познајничка. Многу добре ја познавам и јас и Боби, и джиновите, и таткото Джин, и сите. Да. таа е многу злобна. А јас не сакам да бидам како неа злобна. Сакам да сум добра и најмногу од се сакам да имам другарчиња. Еј, ние ќе ти бидеме другарчиња. Јеј! Така е, јипи-рипи! Гра! Нема вие никому да бидете другари. Никому! Сега ќе видите вие. Боби! Што ќе правиме сега? Не знам, тешко е, не можам да направам ништо. Поради магијата на лошата вештарка, ни Зина ни Зази не можеа да ги употребат своите супермоки. Чирипа! Чирибувче! Вештарка во гувче! Јеј! Ја победивме лошата вештарка! Јипи-рипи! Браво за добрата вештарка Фи! Јас добра вештарка? Навистина? Па секако, ти си најдобрата вештарка на светот, нели Биби? Да. Мислам, не знам дали е најдобрата на светот, но секако е најдобрата во волшебната шума. Ви благодарам. Дали тоа значи дека можам да останам во волшебната шума? Ве молам. Па се разбира! Ти секој ден можеш да правиш нови добри дела и тоа во различни делови на шумата. Да. И добро е што твојата куќа може да шета и секогаш да се сместува на некое ново место. И така, од тој ден, малата вештарка Фи се насели во волшебната шума и веднаш се спријатели со сите други жители на шумата. Интересно е што таа и нејзиното црно маче имаа уште една средба со лошата вештарка, но за тоа ќе прочитате повеќе во сликовницата Малата вештарка. А од мене толку за денеска, драги другарчиња. Се гледаме повторно во нова сказна. Довидување! На Биби! Авра, каче! Каде е црното маче? Рано летно утро во волшебната шума. Сонцето изгрева и ги протяга своите рачиња над една мала, сладка, дрвена куќичка. Еден па додолу, 2 додолу, 3 Зази, допри ги прстите. Така, да. 3. Добро утро, спанковци! Како ја поминавте ноќта во вашата нова куќичка? Па, убаво, да. Освен што Зази рчеше и не можевме да спиеме од него. Боби, единствениот што рчеше ноќеска си ти. Ајде, дружино, ајде да одиме да береме лековити билки. Сакате? Јеј! Чеприпи! Еј, ова е камилица.
освен што од неа се прави чајче, таа е главна состојка во една особено важна магична напивка. Еј, да? Која? Која и каква? Сакам да знам. Леле, Боби, ама си нестрплив, па почекај малку, ќе ни објасни. Не, нема проблем. Вака, со камилица се прави магичната напивка Камилсон. Ако некој испие само една доза од неа, ќе спие цела година. Ау, неверојатно. Па зарем постои такво нешто, а? Да. Види. Баш вчера ја направив. Мечката ми повара за малите мечиња што не сакале да спијат. И постојано ја буделе. Да. И конечно заспа. А една доза беше вишок. Да, Зина, тоа се печурките за јадење. Не, Зази, не. Тоа е отровна печурка. Веднаш да ја фрлиш и да си ги измиеш рацете во потокот. Зази, многу е неумен, многу. Но, затоа, Зина е многу умна. Ајде да одиме до честинката. Таму секогаш има диво нане. Ајде. Еј, другари, погледнете. Ова е мајчина душичка. Колку убаво мириса. Маче, каде си? Маченце! Другарчиња, Филимена, Боби и Биби го бараа мачето насекаде. Да, во секоја грмушка, на секое дрвце, во дупките под корењата, да, и во живеалиштата на животните, и во гнездата на птиците. Но попусто, мачето никаде го немаше. Фие, немој да се грижиш. Утре ќе го најдеме мачето и јас ти ветувам. А вечерва те молам остани кај нас, за да не бидеш сама во твојата кукичка. Може? Може. Ти благодарам, Биби. Не знам како успеа да се изгуби. И каде отиде тоа маче, моја маче? Знаете што? Мене нешто тука ми е сомнително. Морам да кажам. Мислам дека мачето не е изгубено, туку е украдено. Украдено? Аха, украдено! Следното утро, штом се раздени, дружината тргна во потрага по црното маче. Ова е местото каде што бевме вчера. Чекај да видиме. Абракабра каче, покажи трага од маче. Аха! Погледнете! Нешто се случувало тука. Ви кажав јас дека мачето е украдено, а? Јас се сомневам кој може да биде крадецот. Непознанко страшен! Да. Онај лош, многу лош ловец. Аха, значи така. Сега ќе види тој ловец убаво. Шазам шкловец, трага дај од ловец. Маче му е најмило. Леле, те најдов. Каде ли е ловецот? Јас се прашувам каде е ловецот.
Еу! Непознанко страшен не кри се. Излегувај да те видиме. Излегувај! Сега и вас ке фатам. Вештерката остана без магија. Ете така! Сега ќе спиеш цела година! Боби! Боби! Види го, ловецот ручи повеќе од тебе. Ловецот е победен! Ете така, другарчиња. Ловецот заспа и спиеше долго. Навистина многу долго. Уј, мене ми се приспа. А вам? Добра ноќ, другарчиња. Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Авантурите на Биби и Боби! Пролетна магија! Една ноќ, Боби беше на гости кај мене. Дојде за да го види мојот нов телескоп. Да! Боби, додека гледаше во небото, па тој забележа нешто, другарчиња. Забележа нешто невообичаено. Гледај, од тука се гледа мојата соба. И колку звезди има. Денеска нема облаци и... Чудно! И што е чудно, Боби? Една звезда се мрдна. Па, чекај малку, тогаш не е звезда, туку сателит или авион. Чекај, трепка? Трепка. Епа авион е тогаш. Па тие имаат црвен трепкачки сигнал за да не се судрат со некој друг авион или со планина. Да. Ова трепка. Ама не трепка црвено. И се зголемува. Чекај, малку се зголемува. Дај да видам. Навистина се зголемува. Ама ова не е авион, се зголемува, ама ова е малечко. Тоа значи дека е близко. Што е тоа, Биби? Не знам, ама застана на едно дрво и Боби, ова уште трепка. Звезда застана на дрво, нема шанси. Да е така, ќе имаше експлозија и силен звук, како за метеорит, така? Така, ама не е ни звезда, не е ни авион, а трепка. Што е тоа? Биби и Боби тргнаа кон дрвото, кон мистериозното трепкачко нешто. Ене го! Уште трепка, Биби. Ама некако е многу малечко. Па може би се срами, Боби. Не се срамам, се кријам. Кој си ти? И што си ти? Немој да се плашиш. Многу ми се допаѓа како светкаш, како звезда си. А звезда си? Не сум звезда. Светулка сум. Се викам Луми. Здраво, Луми. Ние сме Биби и Боби. Од нас не мора да се криеш. Навистина, не. Ај, колку убав инсект. Како не сме те запознале досега? Чекај, рече Светулка? Да, чичкота Тотино ни кажуваше за вас. Нема за нас. Само јас сум. Небото беше преполно со нив, толку убави, толку нежни, толку магични. Целото мое детство, секое лето знаевме дека ќе се вратат. И правеа светлосно шоу. И ние само лежевме во тревата и уживавме во глетката. Но, вие нема да ги видите. Тие живеат покрај вода и им требаат стари дрвја кои природно се распаѓаат за да тие може да се размножуваат. А сега се е асфалт. Сега
Се е неприродно. Нема повеќе светулки. А небото е премногу светло. Од светлата на градот, природата бега од нас. А дали на вистина повеќе ве нема? А или тоа, или сме многу малку. И принудени сме да се криеме. Мора да внимаваме, затоа што Може целосно да исчезнете? така е, Биби. Мора да постои начин да се вратите. Не може. Јас не прифаќам дека си последната светулка. Едноставно не може. Вечерва си наш гостин и ќе спиеш во мојата соба. А утре почнуваме со планот. Така е, со планот. Со... кој план, Биби? Ова многу ми личи на местото каде што се родив. Многу ви благодарам. Чичкота Тотино никогаш не зборува напразно, да? Ете, сега само ни останува да чекаме. Така е, така е. Да чекаме да се појават моите пријатели. Едва и чекам. И чека, ама ниту една светулка не се појави. Ох, да не направија нешто погрешно? Или... Не разбирам. Навистина не разбирам. Никој не дојде. А веќе е доцна, па ние веќе треба да одиме да спиеме. Може би се потребни уште дрвја. Не е тоа. Сам сум. Знам. Нема веќе како мене. Ќе постоиме само во сеќавањата на луѓето. Чекајте, стоп, имам идеја. Како рече Тотино? За да имаме светулки, треба да е многу темно. Тие бегаат од светлата на градот, од улични светилки, дури не се ни појавуваат на полна месечина. Чудно, ама вистинито, за да има светулки, треба да е многу темно. Ми текна! Месечината! Ама па како ќе ја изгаснеме месечината? Нема такво далечинско. Па не треба да ја изгаснеме. Мислам, сонцето ја осветлува, а таа рефлектира кон нас и нам ни треба само... него! Каде? Дојди да видиш! Во што гледам, Биби? Ако месечината рефлектира светлина, треба само да изставиме очила за сонце. Облакот Бени! Него доаѓа! Бени! Бени! О, кај сте, што правите, другари мои? Бени сака да ви клаједе хај-фајф, ама ќе ве сторам жива вода. Оти не спијате? Колку е темно, прст пред око не се гледа. Од друга страна речено, кој на цел памет би си клал прст пред око? Бени ни треба твојата помош. Ако си вистински другар, ќе ни помогнеш. Здраво, Бени. Јас сум Луми. Шо е маката? За вас двајцата сум спремен дом Сахара да ја наводнам. Пример велим. Треба да ја затемниш светлината што доаѓа од месечината. И Бени, треба да клаеш, мислам да ставиш блокада на месечината. Инстант херој станбиш. Ке станеш, да, светулки спасваш. Бени, Што збораш бе, човек? Ај, не зборвај ти по облачки, зборвај нормално. Бени има слух за вашите дијалекти. Јас ќе му кажам. Молам? Што? Нека не се занесва. Ме клај во неубода ми е душана. Што последна? Не си во тек. Бени вика застарен ти е модело. Гледај навака. Очеквам да свежниш суба насмевка. Рита, Светле, Луси, Аугуст, Фос, Соас, Леки, сите сте тука. Сите. Луми! Ого! Леле, неверојатно! Така, драги другарчиња, Луми не беше повеќе сам. Неговото светленце не беше осамено. А ние, децата, ние видовме што значат светулките на нашите родители. Конечно!
Да, на дневото над волшебната шума има ново, прекрасно и живо соцвездие. Бени, ке доиш да видиш каква топка имам нова фудбалска? Може и да си подаваме. Бени да ти речи не се мачи со облачки. 200 години треба да го зборваш за да го усовршиш. Ама Бени ме разбира ако го зборам, така? Учиш. Бени со кев го испочитва твој труд на темата. Почет, да. Каде летеш деновиве? За да го сватиш живото на облаците, треба да знаеш што ти ветер одува, а ти можеш само да се опуштиш и да уживаш во авантурана. Кај ќе те носи, то ти е спонтан, најубо. Да, и јас сакам така. Ти, реклај се во Јоргано 11 сато е. Да, и ти си во право, да. Дувнова, до следното видвање. Поздрави ми, Биби! Летај, пријателе, летај, ќе се видиме! Филимена, што ти е? Зошто си толку тажна? За да не си тажен, треба да си среќен. Мене што ме прави среќна? Па, сигурно те прави природата, животните, ливади, шуми, цвекиња, мачиња или зајчиња, пеперутки, врапчиња. Точно, Биби, точно. Ама, на едно од моите најомилени места, тоа го нема повеќе. Како го нема? Како мислиш го нема? Како може да го нема? Па, дојде пролета, се е расцветано и сите сме надвор по цел ден, си трчаме, си правиме мартинки, собираме камилица и... Да, ама во Галичник не е така. Таму воопшто не дојде пролета. Како мислиш во Галичник не дојде пролетта, Филимена? Оваа година во Галичник не дојде пролетта. Ниту една боја не се гледаше, се беше сиво. Како некој да фрли лоша магија врз најубавата пролет во светот. И затоа ние направивме тим кој ќе истражи што е работата. Во нашиот тим сме Боби, Филимена, Бу и јас. Филимена му даде на Бу волшебна напивка да може да се движи секаде и преку ден. Кога ќе ја допрам земјата, можам да ги слушнам цвекињата како им студи и како се плашат. Да, и облаците не мрдаат. Денеска цел ден не огреа сонцето. Како да се заварени, само над Галичник. Иако не сум љубител на сонцето, можам да разберам, Филимена, и ако има магија за будење на пролетта, има ли магија за нејзино заспивање или нешто против будење? Има, но тоа се лоши и гадни магии. Јас такви не знам, навистина не знам. Може би ти не знаеш, но има некој што ги знае. Дали е можно да се вратила лошата вештарка? Леле, па да, сигурно е тука некаде скриена. Само таа може да направи нешто вакво. Може би. Ајде да се одмориме, па утре изутрина ќе ја бараме, сакате? За 4 подготви се! Сега! Само со среќа и игра можеме да ја намамиме. Да, рипајте, скокајте, тркавајте се и свиркајте, Ако е весело, ке се налути,
Ovde ima zabrana za srika. Zašto igrate igre glupavi? Аха, ти го направи ова. Да нема цветче и да нема боја, а? Сега, виж ти злобнички ни заедно. A što i fali na sivaka? Pa mene mi je omiljena boja sivka, a i od zvuci najmnogo ja sakam tišinata. Вратија пролета во галичник, ти злобна вештарка една. Чириба! Чирибувче! Вештарка во гувче! A što ke mi je prolet? Ti je odvratnica vehinjena livada, ti je vrevađiski ptičišta na neboto, ti je okezeni dečišta na poleto, katastrofa, bljak, bljak, bljak. Odlično, odlično! Neka bide sivilušte 3 veka. Čovek mora da odmori, rad da dočeka. И тогаш лошата вештарка не однесе во една пештера. Но за среќа, Ние го имавме Бу. Тој може да гледа и во темница. о, моето стапче! О, ми го снема стапчето! О! Среќа што ми имате мене. Еј, колку би било добро сите да можеме да гледаме во темница како Бу. Па, знаете ли што струја ќе заштедевме? Фи, ти го најдов стапчет. Абралус конфети! Стапчето да свети! Вау! Ова да не е скриено богатство? Ова се работи што прават среќа, затоа се тука затворени. Исто како нас. Еј, види, полно со играчки, а има инструменти. Да? На многу деца им ја зела среќата. О, како може некој да биде толку лош? Може би ќе најдеме нешто што ќе ни помогне да излеземе од тука, а? Лопата или копач? Кој е среќен со лопата? О, ти не го знаеш дедо ми? Само да го потргнам тапанов. Боби, погледни со врати бојата. Види колку чудно. Само на овие книги и ова ламба и ова чудово. Па тоа е разбој за ткање. Овој тапан е магичен. Чукани на него пак, ама посилно и во ритам. Не треба да ми кажеш 2 пати. Веднаш. Аха! Значи сега имаме контрамагија против лошата вештерка. Тропај посилно, може би ќе не ослободи од пештерата. Доста! Главата од тој ритам ми пука. Стори се лава жешко, да тропа да му е тешко. Не. Оти игриви звуци, гордо пролет ке викаме. Проклети да сте распеани дуци. Со ритамот на магичниот тапан и позитивните мисли на Филимена се врати пролетта во Галичник. И тоа каква пролет беше тоа, другарчиња! Зурли треща насред село, тапан чука рум-дум-дум. Зурли треща насред село, тапан чука рум-дум-дум. Сите деца насред село сложно оромија. Сите деца насред село сложно оромија. Сите деца насред село сложно оромија. Сите деца насред село сложно оромија.
А?